Јас на почеток би истакнал некои статистички податоци за оваа дејност, имајќи го пред значењето според бројот на вработените, значењето во делот на извозот, како и во формирањето на бруто домашниот производ. Според статистичките податоци, индустријското производство за 8 месеци од 2017 година, споредено со истиот период од 2016 година, кај производството на текстилни тканини тоа е идентично, додека кај производството на облека имаме намалување од 17,3%. За 8 месеци извозот во оваа дејност изнесува $380 милиони, а поделно кај производството на текстил се $52 милиони, додека кај производството на облека се $328 милиони, што е намалување во споредба со ланскиот период од 4,3%, но ова намалување од 4,3% е помало во споредба со намалувањето кај индустријското производство. И извозот представува 10,8% од целокупниот извоз на државата за 8 месеци од 2017 година. Кај увозот имаме увоз од $366 милиони, од кои за облека се $55,6 милиони, а кај текстил се $310,8 милиони и представува 7,7% од вкупниот увоз во државата. Имајќи ја предвид ова значењето на оваа гранка, треба да напоменеме дека околу 35 до 37% од бројот на вработени во преработувачката индустрија припаѓаат на текстилната индустрија, или како податоци за 2016 година 36.205 вработени се вработени во текстилната индустрија, или поделно 5.284 во производството на текстил, а 30.919 во производството на облека. Она што е значајно да напомениме кои се очекувањата за до крајот на 2017, тие се одвиваат на истото ниво како 2016 година во контакти со компаниите. Значи македонските компании, текстилни компании се уште се интересни за странските партнери, пред се поради близината на европскиот пазар и малите серии со висок квалитет и солидна цена што ги изработуваат. Поволната економска состојба во Европската унија пред се во Германија, што компаниите ги продолжуваат договорите и задржување на значајните партнери од западноевропските земји. И третиот фактор е повисоките фази на обработка и доработка на производството, кај што голем дел производни операции се вршат и во самите компании, во самата држава, како печатење, пакување, везење и други делови. Поделно за другите податоци, им дал збор на председател на Сдруженијето, што подетално ќе ве запозне за оваа дејност. Јас најпрво би сакал да искоментирам дел од овие статистички податоци што ги кажа Саше. Овој пат, голем пат на индустријско производство што беше прикажан од Државниот завод за статистика за месец август, особено за текстилната индустрија, тоест прецизен да бидам на производството на облека, мислам дека не е реален. Зошто? Затоа што ако ги земеме другите податоци, статистички податоци од истата институција за овој период, ќе се види дека таков голем пат за периодот јануари-август 2017 во однос на јануари-август 2016 за дури 17,3% не е возможен. Зошто? Затоа што во истиот период индексот на работници во индустријата, во текстилната индустрија е 101, значи за 1% имаме повеќе во однос на истиот период лани, додека кај производството на облека 8 месец 2017 во однос на 8 месец 2016% бројот на работници е падна само за 3,7%. Од друга страна, Саше ви кажа дека извозот има намалување за истиот период за 4,3%. Од прилика и реално е по мене и индустријското производство да има таков пат околу 3 до 4%, а не 17%, бидејќи нема логика од каде би произлегол таква голем пат на индустријско производство. Тука најверојатно станува збор за погрешни пондери или одредени грешки статистички, затоа што знаете индустријското производство е толку разновидно, во една иста компанија имаме 20-30 производи кои тешко е да ги сведеме на еден заеднички показател, камоли во целата индустрија. Дури ако ги земете податоците за целата индустрија во Република Македонија за овој период, пак податоците не се баш прифатливи. Зошто? Затоа што индексот на индустријско производство август 2017 во однос на август 2016, значи внимавајте, само месец август 2017 во однос на август 2016 покажува пад дури за 5,3%. Од друга страна, ако го земете индексот на индустријско производство за периодот јануари-август 2017 со јануари-август 2016
изнесува 99,9. Значи пад за само 0,1%. Не е возможно да има такви сезонски влијанија само за месец август да производството падне многу драстично за разлика од периодот јануари-август. Тоа е само едно објаснување, но од друга страна ја би сакал овде да искористам оваа шанса што ми се дава да апелирам кај компаниите кои учествуваат во потполнувањето на анкетните прашалници за Државниот завод за статистика да придат со должно внимание на овие прашалници. Иако знаете, компаниите често пати тоа го сваќаат као натурена работа, нешто што го работат за кое немаат интерес и немаат корист, но треба да сватат дека тие податоци што тие ги даваат до Државниот завод за статистика се многу важни за да видиме правата состојба во Република Македонија. Така да и покрај тоа што тој е товар на компаниите, сите тие истражувања статистички треба навистина внимателно да се пополнат за да имаме реални податоци. Што се однесува до состојбата целокупна во оваа гранка, мислам дека и покрај падот некаде 3% во однос на минатите години, оваа гранка се уште е многу значајна. Значи ние вработуваме скоро 40% од купните вработени во преработувачка индустрија на Република Македонија. Важноста за тековната сметка на билансот на плаќање е огромен, затоа што ние сме нето извозници, значи извезуваме работна рака, не увезуваме репроматеријали, бидејќи репроматеријалите само се евидентираат по системот на лон во царинската постапка. Така да мислам дека времето кога Македонија имаше најголеми проблеми со обезбедување на девизи за увоз на нафта, на лекови и така натаму, текстилната индустрија одигра една огромна улога овде као нето извозник. Побарувачката за нашите услуги и производи се уште е значајна. Ние немаме проблем со побарувачката, така да нашите значајни западноевропски партнери, на прво место Сојузна Република Германија, покажува се уште интерес да работи во Македонија и покрај тоа што еден огромен дел од производството е веќе насочено во далечниот исток, сепак ние сме уште интересни, особено за малите серии, со искусното производство, со добриот квалитет и така мислам дека и во идниот период ќе има интерес за ова наше производство. И сега би сакал накратко само да ви кажам, бидејќи знам дека тоа ви интересира, реперкусиите од измената на законот за минимална плата на оваа гранка. Бидејќи оваа гранка е, знаете, уште во старт кога прв пат се донесе законот за минимална плата кој стапи 2012 година, беше предвидено тогаш да има период на усогласување, па потоа дојдоа измените 2014 година кај што пак оваа гранка требаше дури во 2018 година да ги достигне останатите гранки. Фактички според тогашниот закон дури 2018 текстилците требаше да имат 10.080 денари. Сега дојде до едно, да не речам, по-оптимистичко покачување на минималната плата. Владата на еден начин сакаше преку финанска помош да ги ублажи негативните последици од ваквото поголемо покачување на минималната плата, но и од последните изјави што ги видовме на министерката за труд и социјална политика, очевидно е дека финанската помош нема да се користи онака како што беше планирано. Значи, прв пат се зборуваше дека тоа се околу 130.000 вработени во Македонија кои ќе користат финанска помош. Последните бројки се дека од поднесените барања за 8.000 работници, само за 6.000 е добиено позитивно мислење од Управата за јавни приходи, која е надлежна да ги пресметува тие саатнини на работниците и да утврдува дали ги следува финанска помош. Тоа од друга страна значи пак дека и средствата што беа издвоени со ребалансот за буџетот, последниот ребаланс на буџет за оваа намена нема да бидат искористени. Сега што се случи во компаниите? Значи, ја би ги поделил компаниите на три вида компании. Најдобрите компании кои имаат плати околу 15-16.000 денари, немаа скоро никакви негативни реперкусии и почитувајќи одредбата од законот за работници кои може да имаат нормиран учинок испод 100%, може да бидат максимум 20%, тие се вклопија во закон. Компаниите кои имаат пониски плати, кои се движеа у просек околу 13.000 денари, тие се грото компании, најголемиот дел. Едни од нив веднаш пристапија по покачување на најниските плати, ги израмња до 12.000 денари, но покачувањето за повисоките плати не го направија со надеж да видат што ќе се случи во идниот период. Но сите тие се свесни дека неопходно е покачување на платите и на подобрите работници за да не се створи еден систем на уремниловка, тоа е за да дојде до демотивирање на подобрите работници да работат бидејќи ќе се изедначат со овие кои немаат доволно остварување, тоест немаат исполнет нормиран учинок.
Скај тие компании кога ќе дојде до покачување на платите и на оние што имаат 13-14 и понатаму, нашите пресметки се и од она што ги добивме од некои наши членки дека ќе дојде до значајно покачување на бруто платите и тоа се движи некаде од 6 до 10% што не е занемарливо за овие компании. Ние имавме состанок нашите членки заедно и со текстилниот кластер каде за ваквата состојба која значи се квалификува со тоа дека е неопходно покачување на платите на подобрите работници и дека ваквото покачување на платите нема од друга страна да се искористи планирана финансиска помош, предлагаме едно линеарно плаќање на придонесите на ниво од 12.000 денари, значи придонесите на минималната плата да бидат исти за вработени кои имаат нето плати од 12.000 па до 18 или до 20.000, зависи како ќе покажат финансиски показатели. Што би добиле со едно вакво решение? Би добиле можност за покачување на платите и на подобрите работници, скоро искорениле исплатата во кеш, во готово, затоа што главната причина, главната мотивација на работодавачите кои плаќаат плати во кеш, а тоа го видовте и од последните анализи дека е многу големо во Македонија, скоро 17% од вработените, ќе нема работодавачот никаков мотив да плаќа во кеш, затоа што придонесот ќе се замрзне на 5130 динари, колку што изнесуваат придонесите на минималната бруто плата. Во тој случај слободно ќе може на трансакцијска сметка и званично да ги плаќа платите и на вработените кои имаат повисоки плати од 12.000 денари. За ова се уште немаме разговарано со владата, очекуваме во идниот период да имаме одредени состаноци, да ги видиме бројките, конечните бројки од исплатите на платата за септември, бидејќи со неа старта законот за минимална плата, ако треба и да се чека платата октомври, да видиме дали навистина финансиска помош нема да се искористи и доволно онака како што беше планирана и дали овој наш предлог може да заживее во пракса.